Субвенциите кои беа предвидени со Законот за минимална плата не пристигнаа до трудоинтензивните компании. Причините лежат во административните проблеми и погрешните анализи за текстилната и кожарската индустрија, смета првиот човек на Организацијата на работодавачи. Иако во законот, што е и нормално и од секојаш така било, дека во минималната плата е основна плата во која не влегува додатоци за прековремена работа, за работа на празник, ноќен работа и така натаму, од МПИ на образците не може они тоа да го извадат. Во МПИ на образците ги имаш нето и бруто плата, боловање, ги немаш додатоците како посебна ставка. И затоа во составот на УЈП се земат вкупната нето плата на работниците за овие 3 месеца поделена со број на саатите, па се сведуваше на нормални саати за да се исклучат оние саати од прековремена работа. Но тоа не беше поштено. Димитров вели дека за исплатата на минималната плата биле исклучени и работниците кои немале постојана работа во јануари, февруари и март. Значи работник кој во февруари отишол на боловање, бил 30 дена на боловање, автоматски беше исклучен од финансиска помош. Или работник кој се вработил во февруари или март, работил само јануари, иако сега работи кај нас, иако сега зима плата и погодно тие се најзасегнати работници затоа што се уште во обука, немаат нели доволно остварување на норми и така натаму, тие беа исклучени од финансиската помош. На тој начин бројот на компаниите кои користат финансиска помош се намали. Димитров вели дека од планираните 6 милиони евра за поддршка на компаниите за минималната плата се искористени минимални средства. По овие пари минатата година се пренасочени во други ставки. Тој забележува дека потребна е поголема помош од државата за текстилниот и кожарскиот сектор, а актуелните мерки и субвенции кои ги предлага владата едноставно не се наменети за нив. Членовите на Организацијата на работодавачи пред неколку дена побарале средба и со премиерот Заев, на која очекуваат да бидат сослушани, а исто така на маса ќе се стават и нивните предлози за помош на трудоинтензивните гранки.